Да си кажеме, добре дојдовте. Денеска зборуваме со двајца воено-политички аналитичари на тема во која насока оди светот по се почестите, односно зачестените провокации од страна на Русија на воздушниот простор на НАТО и по случувањата на Блискиот Исток, односно по одлуката на некои земји од западниот свет да ја признаат Палестина како независна држава и одговорот, односно заканите од Израел од друга страна. Во студиото се Александар Србиновски и Милан Стефановски. Добре дојдовте во Телма. Добро венер. Имајќи ги предвид сите овие случувања кои делумно и ги најавив, односно одлуката на некои земји од западниот свет токму сега да ја признаат Палестина како независна држава, речиси 2 години по оној напад на 7 октомври во Израел, пошто почна оваа нова ескалација таму, и по овие најнови и денешни информации дека нови дронови се забележани над Данска, воздушниот простор на Данска, и нешто што НАТО го смета како директна руска провокација. Во која насока оди светот? Дали сме се поблиску до голем воен конфликт или воен конфликт од големи размери? Па, да не звучам песимистички, но светот далеку повеќе е дестабилизиран него што тоа беше во минатото, говорам пред 10 на 20 години. Не можам да земам некоја паралела од недавнешните години. Руската агресија во Украина, можно Блискиот Исток сам по себе е дестабилизиран, еве сега ги споменавте Палестина и Израел. Ја на ова би надополнил и тензиите околу Тајван и Кина. Значи, ние во овој период сме сведоци на едни дестабилизирања кои што сериозно ги нарушуваат државните граници и потенцијали. Хипотетички постои можност за најлошото сценарио, но дали тоа ќе се случи, јас се надевам дека не. Која е таа невидлива рака што ги движи случувањата во светот, или се е тоа спонтано и проекцијата на моќ е далеку поизразена од во минатото. Дипломатијата не постои, таа е само вокална форма да се изрази моќта на некои огромни воени центри, како што се Русија, САД, Кина во некоја мера и така натаму. Огромните воени потенцијали на овие суперсили во овој момент го заобиколуваат меѓународното право, го заобиколуваат функционирањето на демократскиот начин на преговарање за споровите, едноставно делуваат на своја сила. Милан, меѓутоа, кој е интересот за ова? Зошто и кому одговара светот да биде нестабилен каков што е и постојано да има жаришта и воени конфликти? Во една историска димензија, ако ги разгледаме сите тие воени жаришта како дел од историјата на светот, можеме да видиме дека кога станува збор за прераспределба на моќта на глобалниот светски поредок и во исто време кога ќе се суспендира меѓународното хуманитарно право, меѓународното право, затоа што веројатно тоа за нив, за големите сили е еден нормален процес на ширење на своите влијанија или бранење на стратешките зони на своите интереси, доаѓа до амплитуди, до кулминација, па едно смирување и така натаму, но да не забравиме 70-тите, 80-тите години и сите кризни жаришта што ги не спомена Србиновски, дали е тоа Блискиот Исток, дали е тоа распадот на СССР, распадот на Југославија, се попратени со тешки војни конфликти, страдаат цивилни жртви. Ова има друг контекст, затоа што со текот на времето многу работи добиваат димензија, дали тоа станува збор за сајбер војни, шпионажа, дронови и така натаму, ја комплицира можеби целата таа слика, но не е потребен голем воен конфликт, бидејќи тогаш можеби многу повеќе да се изгуби. Во овие конфликти прераспределбата на зоните на интерес на големите сили се доволен показател да во некое време каде што таа кулминација на конфликт ќе заврши, да се случи оној мировен пакт или мировен договор, каде што ќе се бидат јасно утврдени границите, каде ќе действува Кина, каде Русија, каде Соединетите демократски држави. Значи, сме во некој процес на рекомпонирање на моќта, односно нов баланс, создавање на... Да, затоа што сигурно не му текнало преку ног на луѓето пред 10-15 години да направат Евромајдан, за да интересот на Запад биде изразен во Украина, или ниту на Путин му текнало некој сабалега ќе нападне Украина. Тоа се мокни системи кои гледат геополитиката на 10 до 15 на години и тоа во моментот се случува за жал на територија на Украина, каде што ние сме сведоци дека неколку источни земји, Северна Кореја, Иран, Русија, Кина во некоја форма и западниот свет во Украина се пресметуваат за свое идно влијание
во светот. За жал тоа е така, за жал е одбрана Европа. Можеме да дискутираме понатака во кој дел и зошто е Европа одбрана, зошто Русија сега користи овој момент или Израел. Да не заборавиме дека Европа почна да ги слабее своите институции заради напливот на мигранти, штедењето, економската криза и пандемијата. Држава која како Русија размислува на некој подолг рок, може би го употребува или го злоупотребува во тој момент. Добро, ајде додиме со ред да тргнеме со куса анализа прво на случувањата Израел-Палестина, односно на Блискиот Исток. Речи си 2 години по 7 октомври, оној голем напад што се случи, што иницираше ново крвопролевање од големи размери во Газа. Франција и уште неколку западни држави решија да ја признаат Палестина како независна држава. Зошто се случува ова токму сега? И од друга страна, одговорот на Нетањаху е категоричен. Нема Израел да дозволи создавање на палестинска држава по ниту една цена. Што може во таа насока да се очекува? Прашањето мене или како сакате? Вака. Низ диоптерот на нашето прашање, вие можете да имате 2/3 од Обединетите нации да ве признаат. Ние сме имали територија и главен град и држава, но дека големите сили и соседите не одлучат дека вие треба да имате факторизација на меѓународната сцена, тоа е ирелевантно. Западната дипломатија генерално многу подамна заговара за траен мир на Блискиот Исток како форма на две држави, Палестинска демократска држава и Израел. И Грција, примерот го давам до гледачите за да имаат поголема слика како се случува тоа во дипломатијата. Беше, ако се сеќавате дека во нашето уставно име нема да има зборот Македонија. Тоа е делот на тезата на Нетањаху дека нема да постои палестинска држава. Но, посуштински, реалната терен на МОК ја има Хамас, која е дефинирана како терористичка организација во Израел или во САД. Додека Соединетите американски држави не бидејќи го имаат оној најголемата периметар на интерес во Блискиот Исток, не застанат зад некое трајно мировно решение, се е ирелевантно колку држави ќе признаат палестинската држава. Тајмингот, Франција е голема сила, една од петте големи сили. Во ред, и нас Соединетите американски држави не признаа, но реалната позиција на терен и на меѓународното право е тоа што тоа бара еден поширок кампус, една поширока дипломатија. И Австралија и Обединетото кралство ја признаа палестинската држава, но да бидеме реални, во Палестина во моментов нема јасно утврдени граници на држава, нема главен град и реалната МОК на теренот ја контролира Хамас како терористичка организација. Израел има легитимно право да ги елиминира до таа фаза да можеби наметне други услови, затоа што видите Израел низ призма на палестинското прашање ја гледа зоната на интереси на Иран. Во тој формат Израел действува и ќе действува до таа мера каде што ќе си гледа своите интереси. Во дипломатијата зборот нема да признаеме палестинска држава по нидна цена е и дипломатска алатка за да можете подобар преговарачка маса имате во идно можно мировно решение каде што ќе постои палестинска држава. А на прва каков одговор очекувате од Нетањаху, дали ќе го зајакне ударот кон Газа? Уште посилно ќе удри? Па јас би ги взел неговите последни изјави на оваа тема во неколкуте изминати денови. Се почесто во Израел се користи реториката поголем Израел. Поголем Израел подразбира проширување на националните граници на Израел, не само кон Газа и западниот брег, Голанската висорамнина, а всушност и некои територии од Ливан каде што Хамас делува. Но во суштина тоа е реторика која што се остварува. Јас не верувам дека израелската држава ќе се најде себе си во позиција каде што доколку завземе некоја си територија комплетно, доколку ги воено ги пацифизира опонентните сили, дека таа територија потоа ќе ја напушти. Слична реторика поседува и Русија за борбените боишта во Украина. Според ова, прогнозирате ескалација на насилствата таму допрва? Значи, ова е чекор кон ескалација, не чекор кон мир, веројатно. Како го толкувате тоа? Во која зона? Русија и Украина или Израел? Не зборуваме за Израел и Палестина се уште. Дали признавањето на Палестина од страна неколку западни земји води кон мировен договор, е чекор кон или чекор кон на тамошна радикализација од една страна и каков
предвид на настаните очекувате во однос на меѓусебните односи Израел со Европска унија? Со Европа, бидејќи и Португалија ја призна Па јас би рекол претходно и Белгија навести. Јас би рекол дека конфликтот меѓу Израел и Палестина сега не е регионален, него е глобален. Конкретно како ја аргументирам оваа теза, неодамна Израел имаше воздухопловен напад во Катар. Катар е држава која што служеше како медијатор, каде што палестинците и израелците ги вршат своите преговори. Во Катар се наоѓа и воена американска база и самото нарушување на воздушниот простор, напаѓањето на цивили во Катар е сериозен сигнал дека целиот регион е дестабилизиран. Дополнително, изјавите на Нетањаху дека ваква слична судбина која што се случија на нападите во Катар ги очекува и останатите држави. Тука пред се мисли дури на Саудиска Арабија, бидејќи во Саудиска Арабија се верува дека се наоѓаат бизнисмени, финансиски организации кои што ги поддржуваат. Но и американски бази исто. Се во ред, но работата што веќе тука доаѓаме до нуклеарниот потенцијал на Израел. Истовремено кога Нетањаху ја најави оваа своја закана, но во многу краток рок Саудиска Арабија и Пакистан потпиша воен пакт. Војниот пакт подразбира дека секој напад на суверенитетот или физичко пролетување на просторот на Саудиска Арабија ќе биде одговорено со нуклеарен потенцијал од Пакистан. Дополнително во ова налив на нови безбедносни договори се формира така наречено исламско НАТО во некои новинарски кулуари. Емиратите се приклучија, постои можност и Турција да стане составен дел на ова ново сојузништво за да се пацифизира напорот на Израел и неговите неконтролирани воени интервенции во други територии на светот. Од друга страна, Нетањаху дома е соочен со внатрешен притисок од страна на израелците кои бараат ослободување на заложниците. За нив е најбитно да се вратат луѓето кои се киднапирани на 7 октомври и се држат во заложништво толку време. Поважно веројатно отколку да се удри поостро врз Газа. Значи, прашањето кусо пред да преминеме на НАТО и Русија, очекувате ли во некое догледно време смирување на состојбата на Блискиот Исток или не? Во делот на кулминација и на градење на воени сојузи или легитимни цели, дали бил тоа Хезболах или Хамас, Израел действува во моментот. Вие действувате тогаш кога ќе видите дека можеби се надзира некакво мировно решение и вие ги градите вашите позиции. Затоа и Израел во војната доктрина пристапува кон освојување на нови територии, ги елиминира сите геополитички или географски можности да биде цел утре на некој си палестинска држава која можеби ќе има влијание Иран или на Иран или така натаму, на другите Јемен е тука нели кутите. Значи, ако вие немате таа слика, вие нема да имате толкава жестина. Сепак израелската дипломатија, не верувам дека нема информации дека Франција, Британија и Австралија или Канада или другите земји ќе ја признаат Палестина, затоа што и многу е важна домашната јавност. Ако утре вие ќе преговарате за мир, секако не со Хамас, со некој друг релевантна политичка опција, тогаш вие ќе се дојдете во ситуација да кажете да, светот сака палестинска држава, ние сме безбедни, елиминиравме се живо и диво. Од таа перспектива јас мислам дека кулминацијата можеби не е дојдена, но после кулминација во историска димензија следат мировни преговори, но многу е важно вие како држава кој простор се го заземате. Колку сме далеко од таа кулминација и од мировните преговори? Никој не може да каже, затоа што таа кулминација се случува. Ние кога мислевме дека Израел ги елиминираше Хезболах. Не може да кажат ни Трамп, ни Нетањаху, мислите, и Путин ако се... Видите, војните проекции се неблагодарни и вие не можете да тоа го дефинирате во тајминг зона, но она што се случува на терен говори дека и Израел има свој притисок, затоа што Израел па е држава која западните интереси ги брани во тоа подречје. И во таа смисла и Соединетите американски држави тој притисок ќе го артикулираат во една дадена форма каде што Израел ќе биде задоволен со тоа што воено го постигнал. Не само САД и Германија е силен сојузник на Израел. Германија во моментов во ниедна и таа по ниедна цена. Германија е воздржана во моментов како нас. Во делот на признавањето на палестинска држава. Добро, но веројатно ќе биде меѓу последните држави кои би ја признале Палестина. Признавањето на една држава е низ призма на нашето постоење и ирелевантно за тоа што се случува на терен. Ние можеме да го анализираме тоа, на теренот се случува сосема различно. Да, меѓутоа и на теренот, како што рековте, нема јасно дефинирана територија. Тоа е уште еден предизвик плюс.
Тоа е предизвик, нема главен град, нема административна граници, нема војска, нема полиција, вие немате фактор со кој да ја преговарате. Реалната моќ ја има се уште Хамас. И Израел тоа се обидува на светот да кажат, ние ќе елиминираме, додека не се создадат услови да можеме да преговараме. Добро, што се случува во Европа и она што е актуелно деновива, тоа се почестите нарушувања на воздушниот простор на земји членки на НАТО. Прво беше Полска, па Естонија. Сега гледаме дронови над Скандинавија, Шведска, Данска. Утрово повторно информации дека биле затворени аеродромите, повеќе аеродроми во Данска и воздушниот простор поради повторно дронови кои со непознато потекло веројатно, меѓутоа се претпоставува дека се руски. Зошто Русија го прави ова сега? Дали станува збор за класична демонстрација на сила, дали за форма на притисок или пак тестирање на одбранбените капацитети на НАТО? Или чисто провокација? Зашто може да станува збор? Кој сценарио ви е најблиско? Па јас верувам дека сите настани што ги набројавме во студиово се само една најава како ќе изгледа светот во наредните декади кои што доаѓаат. Ние сме сведоци на нова студена војна, ако воопшто може да се нарече нова студена војна, каде што сојузниците од НАТО ќе бидат константно тестирани воено, дали тие можат да одговорат на руската воена моќ и машинерија. Ние забораваме дека додека се одвива војната во Украина, додека нели од едната страна украинските безбедносни сили, од другата страна руската армија и приватните компании кои што војуваат со неа се трошат големи материјални и човечки потенцијали. Русија и Белорусија изведе уште една огромна воена вежба со која што тие покажа дека имаат огромен воен капитал и човечки капитал што можат се уште да војуваат и на други фронтови, на други боишта. Накратко сумирано, јас верувам дека ова нема да бидат првите инциденти, тие ќе следат во иднина. Начинот е како НАТО ќе се постави себе си за да одговори на оваа проблематика. Не верувам дека Европа поседува капитал, ниту луксус да влезе во воен конфликт со Русија. Самата воена помош која што нели вклучувајќи ја тука и нашата држава ја испративме во Украина, се покажа како недоволен механизам. Никогаш руската агресија не се одврати. Се уште има крвави битки, а од ден на ден, за жал, во изминативе неколку месеци, боиштата идат во корист на Русија. Добро, одговорот на Европа е исто така радикален. Високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Каја Калас зборува за многу опасни провокации што ги прави Москва. Ке продолжиме да ги поддржуваме нашите земји членки во зајакнување на нивната одбрана. Естонија го активираше членот 4 од НАТО. Од Полска го активираше членот 4. Претходно Полска, сега и Естонија. Тој подразбира страните да се консултираат меѓусебно доколку според мислењето на една од нив е нарушен територијалниот интегритет. Значи консултација не е оној член 5. Меѓутоа и ова зборува за нешто дека НАТО е вознемирен силно. Можат ли овие провокации што се случуваат сега во фаза на дронови да предизвикаат случајна искра што би потпалила посериозен конфликт? Две тези. Прво, не е потребен голем конфликт, бидејќи во големите конфликти вие немате јасната слика, се случува хаос. И многу потешко ќе можете да преговарате, бидејќи бидете сигурни дека после секоја војна мора вие да преговарате. Сега се тестираат моќта до каде Русија може да оди и провокација е една алатка, но во позадината е демонстрацијата на сила или покажувањето која е таа стратешка длабочина на рускиот интерес во Европа. Провокацијата во војна смисла не значи ништо, вие секогаш може да имате провокација, но многу е важно да не ескалира. Што всушност покажува Русија? Ова е повеќе за внатрешна употреба, за мобилизација на руските граѓани или нема потреба, не, таму друг е порака до Брисел е повеќе. Партискиот систем е сосема таму различен, нема демократија, притисокот на јавноста е во некој втори или трет план. Тоа може би за нивните сојузници, за Белорусија, Кина, Северна Кореја. Истиот политички систем е. Таму е партократија. Што е тогаш целта? Заднината на овие? Демонстрацијата на сила и заплашувањето на луѓето, да, и видите Европа со сите своји слабости, во моментов не е спремна да мобилизира оно што може да го мобилизира Русија. Затоа што социјалните медиуми, поделеноста на Европската унија и во политичка идеолошка смисла, системот на одвраќање на психолошка војна преку социјалните мрежи
е и важната компонента на демонстрацијата на сила на противникот. Се уште Европската унија го нема оној воен потенцијал каде што може да се спротивстави. Они сега се мобилизираат. Меѓутоа не смееме да забораваме дека Франција и Британија имаат нуклеарен арсенал, така се нуклеарни сили и дека се подготвени да војуваат. За војна се подготвени во секој момент. Видете, во нуклеарна војна нема победник. Ја во ниедно сценарио, во сите мои анализи не ја гледам нуклеарниот конфликт како решение, бидејќи тогаш вие немате победник и не знам кој е суштината да ви употребите нуклеарно оружје кога реално немате победник. Едноставно. Мислите дека е можен воен судир меѓу НАТО и Русија без употреба на нуклеарно оружје? Тоа се случува само на територија на Украина. Има воен судир меѓу Русија и неколку земји и НАТО и со поддршката на Украина. Зборувам за земја членка на НАТО. Можно е да се војува во земја членка на НАТО без да биде употребено нуклеарно оружје? Не. Затоа не се војува на земја членка на НАТО, доколку е одбрана. Но се провоцираат земји членки на НАТО. Да, тоа е демонстрацијата на сила на моќта на одвраќањето. Вие мора да демонстрирате дека сте спремен да ги браните своите граници, но праќате друга порака на застрашување, бидејќи по сите вака анализи и анкети, европската манина не е спремна да војува. Имаат проблеми германците да мобилизираат после Бундесверот за резервен состав или во Русија одат доброволци во војната. Не одат со големо задоволство и русите да војуваат во украинскиот фронт. Видете се, Русија има 700 милион луѓе распоредно во Украина. Проблем е мобилизацијата во Европската унија и НАТО. И во Русија е проблем мобилизацијата? Да, ама Русија војува во Украина и преговара со украински територии, а не Европа. Таа е реалната состојба. И сега, она што прашањето ваше зошто Русија провоцира, го давам низ две тези. Едната е за демонстрацијата и да ги отстрата своите зони, длабок стратешки интерес на действување на Русија и одвраќањето и психолошката војна дека Русија располага сепак со технологија која не е така за потценување. Аналитичари беа подготвени да сечат рака пред 2022 февруари дека Путин никогаш нема се дрзне да ја нападне Украина и тогаш беше избрана формулација дека тоа е интервенција или како беше специјална воена операција, не напад. Денацификација, демилитаризација. Така, сега и Путин зборува отворено дека станува збор за напад. Може некој да предвиди дека Русија никогаш нема да се дрзне да нападне во Полска или некоја земја од Балтикот или некоја од земјите кои се во нивната зона на интерес и влијание? Па, во нивната зона на интерес и на влијание влегуваат сите држави од поранешниот СССР, дополнително со државите од некогашниот Варшавски пакт. За жал, веќе и во Балканот. Сето тоа е легитимна цел на надворешната политика на Русија од нивна перспектива, дали е економска, дали е политичка, дали е војна и така натаму. Каде се ризиците големи, предпоставувам Молдавија, бидејќи неприсутна војна и политички во безбедносните организации, балтичките држави, не верувам дека ќе се случат, меѓутоа војни на тие ќе живеат под голем стрес од можен конфликт. Русија неодамна исто распореди и дополнителни ракетни системи во Калининград, кои што генерално може да ја загрозат безбедноста на, да не речам, целосна Европа. Затоа велам, Балтикот, сите три држави се земји членки на Европската унија и на НАТО. Ако таму се случи воен конфликт, тоа е војна меѓу НАТО и Русија. Можно е таква војна без драматична радикализација и доаѓање до нуклеарно оружје? Нема поента. Немате суштински победник во таков конфликт. Затоа се бираат тие точки каде што они се пресметуваат, дали тоа Молдавија, Украина, можеби некаде на Балканот, тие се надвор од земјите членки на Европската унија и НАТО. Затоа се одбираат како точки каде што може да се пресметаат големите сили. На Балканот надвор од НАТО се само Босна, Херцеговина, Србија и Косово. Немате проблем у Босна и Косово, може да се направи проблем за 24 часа. Имаше пред неколку години. Знаете каде ја гледам индиректната закана на овој замрзнат или студен конфликт? Промената на политичките структури во Европа. Може би е дојдено време да се анализира колку ќе придонесе десниот центар или радикалната десница, која го јакне својот рейтинг благодарение на војната. Што понатака? Дали и во тој конфликт Русија има математика, што го довлекува завршетокот на конфликтот, да ги промени или да влие на политичките партии кои во Европската унија заземат се поголем простор.
Ете, и на Макрон му одбројува времето од вториот мандат, иако ете последна информација, една од последните, иако веќе не е начин на актуелна, војување и тоа е хибридна операција. е дека е даден насока на сите здравствени центри во Франција да бидат подготвени за згрижување на повредени војници во масовен број до март 2026. Па, И на прашањето зошто и Франција се подготвува за војна, велиме се подготвуваат сите европски земји, сите Швајцарија пред посериозни. година-две даде ампули за јод ако случајно се случи некој нуклеарен Тоа е конфликт. само превентивно, веројатно. Да, тоа е мобилизација на своите ресурси. Добро, колку е велите има Германија проблем да мобилизира млади луѓе, никој не сака Не само да Германија, војува. генерално повеќе земји. Од друга страна има и големи несогласувања во рамки на самото НАТО. Турција е главен еден од главните увозници на руска нафта и натаму се уште и покрај барањето на Трамп земјите членки на НАТО да се откажат да престанат и Европската унија да престане да увезува руска нафта за санкциите да се почувствуваат, односно да бидат делотворни оние санкции кои Трамп сега ги најавува откако свати дека со Путин нема да одат лесно мировните преговори. Тука се и Словачка и Унгарија треба да се споменат. Во таа смисла НАТО има повеќе проблеми отколку само комплексноста на мобилизација на војска и се. Европската унија има проблеми и НАТО, затоа спомна во војдот дека Русија тоа го употребила бидејќи зависност од руските енергенси, не само во делот на Како би играла Да. Турција во една Турција предпоставена ситуација? Турција игра многу паметно. Турција има договори со Руската Федерација во делот на енергенси, во нуклеарните централи и делот на набавката, мислам, беше на С-400 Триумф, противвоздушниот систем. Па сад ги суспендираше F-35 да се прави во Турција. Меѓутоа е многу заинтересирана за како сфера на Турција не е влијание за земја состојбата членка, во Босна и Добро, ама Херцеговина. они во Азербејџан и во Ерменија се вмеша. Видете, Турција може би помалце е релевантна да анализираме што правиме со Унгарија. Унгарија е членка на Европската унија. Турција не е. А Унгарија е мокна земја, влијателна во Европската унија. И они се застапници на некако си свој виден руски интерес. Проблемот на Европската унија во делот на единствена надворешна политика, каде што бара силно обединувачко ткиво, е на сосема разделено на повеќе парчиња, тоа Русија го користи. Тоа е мобилизација за десни партии кои има сосема различен светоглед во однос на односите со Русија во светот и по Европа. Така да ова е една голема комплицирана игра. Турција, ако сака да анализираме, има интерес да произведува економија, бидејќи таа имаше проблеми со својата економија и затоа конзумира и руски енергенси. Од ова што го слушнав досега, можам да заклучам дека предпоставувате дека во наредната декада, да речеме, светот нема да оди во некоја поголема војна операција, меѓутоа ќе биде сведок на повеќе регионални војни, односно повеќе светски жаришта на разни точки на географската широчина. Би поддржал тезата на Сабиновски дека светот ќе живее најмалку 10 до 15 години во студен конфликт, во студена војна. Но и повеќе регионални жаришта, Да, веројатно. мултилатерален е светот, сега не постои баланс на моќ. Има неколку центри, како што напоменав во своето првично излагање, кои што се борат за своја зона на влијание. Ја споменавте Турција. Турција е сериозен и војни, политички агрегат, и во самото НАТО статистички е втора држава после САД во обема на незината моќ и во обема на производството на оружје. Не верувам дека дури ни Трамп не било кој може да диктира на кој начин безбедносната политика на Турција ќе се одвие во иднина, иако се тие сојузници. Но ете, Турција на некој начин само да го надополнам, Џо Бајден влијаеше, проба да влие на изборите, не се случи буквално ништо, а денеска е НАТО конзумент на системот на електронско разузнавање. Цело НАТО во делот на источната крило на НАТО ќе користи руски, односно турски систем за наблюдување. Тоа говори дека Турција е сериозна војна сила регионално. Добро, и стасуваме преку Турција до Балканот. Турција е голем сојузник, односно поддржувач на Босна и Херцеговина, како нивна сфера на влијание. Од друга страна ете членка на НАТО, меѓутоа со блиски односи со Москва. Колку е ранлив Балканот како подрачје, веќе го споменавте, вие рековте Балтикот, таа источна граница на Европа, Молдавија, еви и Балтикот. Босна и Херцеговина како ете најкревка во регионот, можеби и Косово и Србија како земји кои не се членки на таа алијанса. Кои се можните жаришта овде и какво би било тоа сценарио? За жал, Балканот по дефиниција е територија која што е крстопад на секакви интереси. Нивото на ризикот во нашиот регион, јас го гледам
низ практични примери што се случи во минатото, не толку дестабилизирачки настани во Босна и во Косово и Метохија, туку повише во експозето на воената моќ на државите, на склопување на меѓународни договори за дополнителен гарант на безбедност, што ги имаат Словенија, Хрватска, Албанија и така натаму и така натаму. Имавме неодамна и воени паради на моќ, што дури ги засенија од нашето соседство, ги засенија и некои од Централна Европа, далеку поразвиени поголеми држави. Ризикот ќе постои, ризикот ќе биде голем, додека ние не станеме членка на Европската унија во смисло на економски, па за се намалат политичките тензии. Јас верувам дека до бесконечност ќе трае дестабилизацијата на државите на Балканот. Нашата држава конкретно ја верувам дека се наоѓа во подобра позиција, дека сме споредбено со Косово и со Босна и Херцеговина, дека се наоѓаме во воен сојуз, така да останува само да се надеваме и да ги надградуваме нашите борбени капацитети, превентивно да делуваме од можна ескалација на конфликт. Слабо или воопшто нефункционални држави на Балканот имаме? Точно. Кога го велам ова, мислам на капацитетот на институциите. Имаме воена парада во Србија. Имаме Хрватска. Имаме политички проблеми и во Македонија, сериозни. Слушнавме денеска најава, пренесоа некоја изјава на Али Ахмети, на лидерот на ДУИ, дека ако Македонија не остане на европскиот пат, државата некои од нас ќе заминат со Албанија, некои од нас ќе заминат со Бугарија. Се погласно се зборува и за тој можен распад на државата, како некој да ги плаши граѓаните дека нешто такво може да се случи, ако во 2030 или 2032 Албанија биде примена во Европската унија со оглед на нивните сериозни напори. Еве сега гледаме, диктира Албанија некои стандарди во однос на правна држава. Еди Рама се пресметува со дивоградбите, со заштита на јавниот простор, онака како што треба да биде по книга. Вчера беше актуелна итната промена на разрешувањето на заменик министерот за внатрешни работи од страна на неговата шефица, поради тоа што пушел на недозволено место. Нешто што не сме навикнати да го гледаме во овие балкански земји, што е типично европски. И сега што би се случило во една таква ситуација, ако во една перспектива од 5 до 10 години Албанија навистина биде примена во Европската унија, како би реагирале овдешните албанци? Веројатно не би имале проблем да земат албански пасош, како што тоа го сторија голем број наши сограѓани кога зема бугарски пасоши со оправдување дека тоа ќе им овозможи полесна перспектива и полесно да преживеат. Па би коментирал изјавата на Али Ахмети. Видете се, ДУИ во една многу лоша состојба, и контролата на терен ја губат. Во пресретни избори си ги билдат своите политички рейтинзи со такви изјави. Ова не е прва изјава на Али Ахмети дека Македонија ќе се подели, но јас тврдам во ова студио дека ниту НАТО, ниту САД ќе дозволат Македонија да биде првата земја членка на НАТО која ќе биде со поделен суверенитет. Која е поентата на НАТО да дозволи конфликт во своја земја членка? Не зборуваме за конфликт. Како би се спречил тој процес на... Како би се одвоиле државата? Јас зборувам теоретски. Како би се спречило македонските албанци, албанците од Македонија етнички, да земат албански пасош ако Албанија стане земја членка на Европската унија? Зашто би Зашто воопшто тоа е прашање на дилема или на разговор доколку поседуваат нели уставно правни гаранции како што секоја држава има за добивање на пасош. Не гледам ништо спорно ако некој нели има. Значи ќе биде исто како сега со тие стотици илјади или колку се македонци со албански. Да, но тоа не ги прави дека тие албанци се нелојални граѓани на нашата држава, ниту па дека изјавите на Али Ахмети навистина некој во оваа година ќе го мотивира да дестабилизира политиката и животот во земјата, бидејќи тој губи својата политичка моќ. Дополнително, ние сега да бидам искрен, ние сме сведоци на пацифизирање на сударите со албанците од 2001 до сега. Македонија, за разлика од регионот, далеко напредна во овој процес. Ако некогаш мултиетништво, не дека сега функционира тоа во најдобро. Може ли да обстане Македонија надвор од Европската унија на долг рок? Така да го преформулирам прашањето. Не зборувам дека меѓуетничките односи се нарушени. Зборувам за перспективи. Што би било кога би било?
како што се менува геополитички светот, ние треба да ја менуваме нашата надворешна политика, да се приспособиме на случаите или на настаните кои нас највеќе не одговарат. Јас лично сум голем приврзаник на македонската интеграција во Европската унија. На кој начин нашите политичари тоа ќе успеат да го решат за тоа да се случи час поскоро е се уште дилема. Ние имаме сериозни политички прашања кои што требаме да најдеме заеднички консензус за огромен национален интерес за да се решиме кој тој чин. Да бидеме искрени, економската динамика на Европската унија воопшто не е иста со динамиката на безбедност што ни ја пружа НАТО. Тие две работи, тие два меѓународни сојузи идат еден по друг заедно, меѓутоа ние сме на чекор од тој процес, дали оваа влада или некоја наредна или некоја нова форма после изборите ќе успее да го реши тој проблем. Тоа не е само македонско прашање, тоа е прашање во соседна Бугарија и така натаму. Така да верувам дека се уште е комплицирано да се даде изјава дали Македонија воопшто ќе се распадне ако не биде дел од Европската унија, но животот ќе биде далеку потежок него што е во овој процес. Што е најголема закана за Балканот моментално и дали сметате дека ова што се случуваше со пожарите е некој вид на хибриден напад, дека е провокација од надвор? Балканот, дури и земјите членки на Европската унија, во смисла е Бугарија, понова за разлика од Грција, и Хрватска имаше страшни пожари, се соочуваат со слаби институции, хибридните напади, хибридните закани се опасност за скоро сите земји членки на односно земји во Балканот. Слабостите се евидентни, ако се сеќавате пред неколку години во Албанија спомнавте имаше страшни проблеми со поплавата. Загина многу луѓе, траеше со години таа обнова. Во таа смисла јас гледам дека Балканот е подложен на тие хибридни напади и закани без разлика од кои центри на МОК доаѓаат. Одговорот на тоа се силни професионализирани институции и интеграција со и добар однос со партнерите и онаму ние како држава каде што имаме интерес, стратешко партнерство со САД и така натаму. Во делот на тоа што го спомнавте во претходното прашање, ако албанските политичари подобро се погрижат своите граѓани да имаат подобри услови за живот, никој не би се затвршал да земе пасош во Европска унија, каде што мислам дека вие гледате низ призма на таа која е во 90-тите или 2000-те години. Европа во моментов се соочува со страшни економски предизвици. За прв пат голем број на луѓе кои доаѓаат од Балканот да работеле во Германија идат во други држави, САД, Британија и Швајцарија се враќаат дома. Така да не би ја држал таа теза дека би се распаднала државата заради тоа што не би била интегрирана во Европа заради економски параметри, може би имале предизвици во делот на системот, на институциите, но тоа можеме да го правиме тие реформи додека не се вразуми бугарската политика, затоа што они имаат проблем со нас, не со нив, и да се држиме до оние критериуми на Копенхаген, бидејќи таму не пишува дека билатерален спор треба да биде пречка за интеграција на државата во Европската унија. Во прва мера и второ гледаме дека и Украина и Молдавија кои имаат војни, се можеби пред нас во членството на Европската унија. На Европа и недостига малце интегритет за да може да ја избутка својата стратешка гледна точка дека Балканот треба да биде интегриран комплетно во Европската унија. Милан Стефановски, Александар Сребриновски, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание да се кажа. Благодариме на поканата. Благодариме на можност. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.